Добро вечер, јас сум Горан Теменогов, а вие гледате економски магазин на Алсат. Како што најавив минатата недела, денеска тема во емисијава е корупцијата. Зашто оваа тема ќе обработуваме во економска емисија? Едноставно, нема добра економија ако имаме голема корупција. А корупцијата во Македонија е на сите нивоа, од најниско па се до највисоко. Пред една недела премиерот Зоран Заев во ова студио најави дека може да очекуваме милиарда евра грант од Европската унија. Но ако не ја намалиме корупцијата, веројатно нема да влезе ниту еден цент во државава. Европа се изгоре со Бугарија и Романија и сега многу внимава парите на граѓаните на Унијата да не завршат во приватни джепови. Затоа потребна е сериозна борба против корупцијата. Но дали и како ќе се бориме? Одговори на ова прашање денеска, односно вечерва, ќе дадат Максим Ацевски, Државен завод за ревизија. Добре дојдовте. Добро најдов. Втора гостинка е Билјана Ивановска, Државна комисија за борба против корупцијата. И вие добро дојдовте. Благодарам. И трет гостин, оној што ќе треба најмногу да одговори, тоа е вице-премиерот кој што е задолжен во владата за борба против корупцијата, господинот Љупчо Николовски. Добро дојдовте и вие. Добро ве најдов, Горан, и драго ми е што после неколку ковиди денес сме сите заедно и да, ја најави веќе неколку пати емисијава, но ќе ја реализираме. Само да напоменам дека ја викнав во студиово, ја покани во студиово да дојде и еминентната професорка Ана Павловска Данева, но она од приватни причини не можеше да дојде. Инаку професорката Данева е наш представник во ГРЕКО, тоа е организацијата на држави кои се борат против корупцијата. Но во некоја следна прилика ќе ја поканеме и незе за да каже како поминавме во извештаите, односно на заседанијата на оваа организација. Но ние да почнеме со она што е најинтересно овие денови, а тоа е, хајде да кажеме условно речено, на аферата со господјата Лидија Димова, односно со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Се зборува нели дека дала од 230.000 евра за фризерски салон, дека обука на магаре од 83.000 евра финансирала, дека купила 2 автомобила од 90.000 евра, односно сега денеска појаснуваше дека не се купени, туку се на лизинг земени во наредните 3 години. Господине Николовски, вчера вие повикавте институциите да го разрешат, да го разгледаат овој случај. Што одговори еве денеска институциите, имат ли повратна информација, се разгледуваат, ќе се решили ова прашање што е актуелно во јавноста? Добро, не може да очекуваме, веројатно и никој не очекува дека за еден ноќ или за еден ден ќе се решат одредени работи. Мене ми е многу драго пред се заради тоа што јавноста реагира. Ако ова беше едно општество кое што беше целосно затворено, поклопено, антикорупцијска комисија окупирана, граѓанско општество исто така подплатено, медиуми подкупени, ние живеевме и се боравме против едно такво општество. И ако сакаме да си го доведеме во ред, не треба да не чудат никакви работи, никакви скандали или како да ги нарекуваме. Нормално, кога тоа општество ќе се развива, ќе се движиме и ние, и малите и ситни работи на кои што јавноста денеска реагира и за чаша вода како е испиена во едно министерство, а пред само 3 години се трошеа милиони, стотици милиони за непродуктивни расходи, за трошоци кои што врска нема со реалниот живот, подобрувањето на животот на граѓаните, па прочим имаме и стотици активни постапки за разни обвиненија за сериозни финансиски злоупотреби. И нема ништо чудно кога низ трансформацијата пред која што сме исправени, дека јавноста ќе реагира за било што е неправедно или е можно незаконито действие на било кој функционер, така да очекуваме институциите целосно да си го одработат случајот, било што ќе излезе првен треба да е најотворено, најтранспарентно, ќе се бориме против корупцијата, ако дадеме примери, ако буквално се бориме за транспарентноста и отвореноста. Колку подобар и посилен и полесен пристап до сите информации и реакциите на јавноста, секако дека ние ќе ја намалуваме корупцијата и злоупотребите, заради тоа што не сме, како што кажавте, не е само Македонија земја во која што корупција има на различни нивоа, има земји кои што се многу постари, 70-80 години, се борат против корупцијата и уште е тоа главна тема или уште е тоа една од темите и фокус ставаат и вложуваат ресурси во тој поглед. Така да ние сме на самиот почеток
и да започнеме да си ги средуваме и доведуваме работите во ред. Како планирате да ги средуваме, но морам едно подпрашање па да преминам со на господјата Ивановска. Господјата Димова е поставена од вашата влада, односно од претходната влада, која што ја сочинуваше СДСМ и ДУИ. Дали сепак нема да ја заштитите на некој начин за да не се наруши угледот или нешто да не и должите? Едноставно, дали ќе истерате до крај целата постапка, па да што се покаже, ќе се покаже. Ако е виновна да одговара, ако не е виновна да не одговара и да се продолжи со работата. Дали ќе истраете во намерата да се разоткрие вистината до крај? Па тоа е првата влада која што целосно стои до темелните вредности на овој уставен поредок или до принципите началата за кои што збориме постојано. Во период на таа влада во овие 3 години се отворија разни случаи кои што во претходниот период се крија и никогаш нема да престанеме да ги збориме случаите на режимот 11 години, заради тоа што не можеме да се правиме слепи сега ние тука што седиме сите на масата и јавноста дека буквално сега ова прв пат се случи од државата. Се случија милиарда пати пострашни работи, ќе кажав, добро е што сега имаме состојба во која што никој не е заштитен и никој не смее и не треба да биде над законот. И токму заради тоа излегуваат на површина и случаевите и информациите и новинарите имат пристап до информациите и граѓаните бурно реагираат заради тоа што состојбата е таква, така да никој нема и не треба да биде заштитен во државата и секако дека надворот кривичната, надворот било која друга одговорност треба да има и политичка одговорност. Тоа е впрочем и улогата која што на почеток започнувам да ја практицирам на ниво на владата, заради тоа што воспоставивме една таква позиција, портфолио на вице-премиер за борба против корупција, криминал, човечки ресурси и одржлив развој. Што значи дека навистина треба да осигураме ред, дисциплина и да луѓето дојдат на вистинските места, односно никој да не биде над законот и никој да не биде заштитен. Само така ќе го трансформираме и европеизираме. Така, доаѓаме до господјата Ивановска. Кој е вашиот став на антикорупцијска во поглед на овој случај? Дали го разгледувате, дали ќе отворите постапка, до каде е целата работа? Значи вака, до Комисијата за спречување корупција и судирни интереси стигнати се повеќе пријави кои се однесуваат на работењето на директорката на агенцијата, мислам дека околу 5-6 пријави. И исто така е постапено и по собствена иницијатива по допрен глас од медиуми, што значи дека е оформен предмет и се постапува по тој предмет. Меѓутоа, сите овие наводи кои што беа наведени во тие пријави се однесува на други институции кои што требаше да ни дадат нас информација до каде се и како се, зашто знаете дека ние не располагаме со истражни органи, со луѓе кои што ќе може да ги водат тие истраги и така натаму. Од тие причини нас ни беше неопходна соработка со тие институции и покрај тоа до тие институции веќе имаше доставено пријави. Сега, со цел ние да си го оформиме, да си го завршиме предметот, значи да го сработиме до крај, неопходни ни беа тие и затоа излеговме во јавноста, а од друга страна пак бидејќи под наша надлежност е функционирањето и работењето на сите институции, колку и како ефикасно си ја работат својата работа и затоа излеговме во јавност и кажавме дека за успешно завршување на овој предмет неопходно ни е јавното обвинителство, финансиска полиција, Министерството за образование, сите тие да ни ги достават бараните податоци, затоа што претходно се обративме до нив, побаравме информации до каде се, што се и како се, со цел да можеме да завршиме целата таа постапка. Очекувате ли дека овие институции ќе излезат во пресрет и навремено ќе ви ги достават информациите, бидејќи многу често се појавува вие да побарат информации, ама некаде да закочат соработката, па да се одолговлечи случајот. Дали очекувате дека ова брзо ќе се реши? Навремено не известија дека се уште работат. Навремено не известија дека значи уште истрагата им трае. Јас искрено се надевам дека и под притисок на јавноста ќе ја забрзаат својата работа. Во интерес на сите е да се расветли, да се расчисти случајот, бидејќи тука станува збор за користење на европски пари, но и за користење на државни пари од буџетот на РМ. Она што е во надлежност на буџетските пари на нашата држава, Максим може да каже дали ќе влезе во план за ревизија или така не. И така натаму. Она што е од надлежност на донаторот, на европските пари, Европската комисија си назначува, донаторот сам си назначува кој треба да врши контрола на тие пари.
Одлично искуство можам да кажам, бидејќи сум била ревизор на ИПА, сум вршила ревизија на ИПАРТ фондовите, на кој начин се, иако сите проекти се одобрени по сите оние протоколи, сепак постоеле наоди за кои што сме оделе и сме кажувале, сме давале извештај за тоа. Да, доаѓаме до господинот Ацевски од Државниот завод за ревизија. Дали имате извршено ревизија на оваа агенција, бидејќи не е прв случај за волја на вистината дека има проблеми со злоупотреба на европските пари. Првиот случај кога ни стопира европски пари и Европската унија, тоа беше во 2010 кога беше разрешен тогашниот директор од владата на ВМРО ДПМН поради откриени исто така неправилности, па имаше истражувачка историја во 2014 од мои колеги кои што исто така открија дека многу нетранспарентно и надвор од очите на јавноста се делат на фиктивни, фамозни некои невладени организации пари, европски пари. Еве ова е третиот случај кој што истата агенција се појавува. Дали сте ја чешлале во овие 10 години или во последниве неколку години? За жал, досега не е правена ревизија во наведената агенција. Меѓутоа мора да имаме во предвид неколку работи. Прво се работи за средства кои што се дел од Европската унија, а дел од буџетот на државата. Втората работа, секогаш кога постапува Државниот завод за ревизија, треба да се има во предвид материјалноста на средствата. Колкав е тој процент што би биле офатени со самата ревизија, бидејќи Државниот завод за ревизија има во надлежност некаде околу 1200-1300 правни субјекти кои што треба да бидат предмет на ревизија. Со една годишна програма за работа, Државниот завод за ревизија може да направи максимум 59 ревизии до 60 ревизии, во кои се вклучени ревизии на успешност, каде што ефектот од самите ревизии е далеку поголем од она што е утврдено сега, дали се 270.000 евра или така натаму, еве можеме да кажеме на споредба. Со една ревизија на преземени мерки подадени препораки во овој момент, која што некаде за месец и пол ќе испадне во јавноста, ние утврдуваме 6,5 милиона неуплатени средства во буџетот на државата. Ако направите споредба, што е побитно, дали 6,5 милиона утврдени неуплатени средства во буџетот на државата или овие 270.000 евра од страна на агенцијата. Исто така треба да се има во предвид дека Државниот завод за ревизија не може да биде дежурен полицаец. Ние секојдневно добиваме барање, дали од Министерството за внатрешни работи, дали од јавното обвинителство да се направи ревизија оваму, да се направи ревизија таму. Значи треба да се свати дека Државниот завод за ревизија е независна институција, каде што има критериуми, по кои критериуми ги утврдува субјектите предмет на ревизија и врз основа на тие критериуми изготвува годишна програма. Може да се направат измени и дополнување на годишната програма, доколку таквата измена ќе обезбеди поголем ефект или поголем ќе офати поголема материјалност во однос на јавните средства. Значи нема ревизија, бидејќи логиката вели не зборуваме дали нема. На оваа агенција нема направено ревизија, значи до сега. Така бидејќи кажавте страшна бројка треба, ако со 1300 институции, 60 ревизии годишно, некаде на 20 и кусур години можете да дојде на ред. За жал вистината е тоа. Тоа е за човечкиот ресурси, ќе зборуваме во продолжетокот на... Состојбата ја знаат и во владата, ја знаат и собранието. Тоа ќе биде темата на емисијава што ќе направиме. направи. Прашање, се надевам дека ќе имаме разбирање и дека човечките ресурси ќе влезете ли да ми направите ревизија, бидејќи стана на агенцијата, едноставно стана без... Влада да се прави ревизија или за агенцијата? За агенцијата, за видете, се станува да расчистиме една работа. Корупцијата е појава која што е присутна не само во јавниот сектор. Корупцијата е присутна и во приватниот сектор. Корупцијата е присутна и кај граѓаните. Ако треба да зборуваме во делот на она што значи превентивно делување, треба во сите три области да делуваме. Бидејќи, како што рековме преходно, за корупција треба да постојат двајца. Ако го имаме на страната оној што ја бара да земе мито или да земе парични средства или некој интерес, ако ја нема другата страна, значи нема да може да се појави. Но од друга страна, да се запрашаме дали во суштина корупцијата треба да ја бараме во јавниот сектор. Колку општеството и колку другите институции, вклучувајќи и економските оператори, преземаат активности за спречување или превенција на корупцијата. Веројатно малце на сите им одговара ова едно танго кој што се игра веќе 30 години и многу тешко ќе биде да се прекине музиката. Секој на не секого си се најде во интересот. Со колешката Билјана, бидејќи таа е ревизор, зборуваме секогаш кога зборуваме за ризици и кога зборуваме за корупцијата. И ризиците и корупцијата секогаш ќе постојат.
Но тенденција е на нашата држава, на владата и на нашите институции корупцијата да биде сведена на прифатливо ниво. Што е тоа прифатливо ниво во кое што во суштина нема штетата што ќе биде направена нема да биде загрозувачка. И нема да биде на сите нивоа и нема да биде во многу распространета. Но сега некаде 50-60% од луѓето имале допир со корупција според истражување на ИРИ. Значи биле во допир или побарале или дале им било побарано или дале мито за да завршат некоја работа. Тие 60% ако ги сведеме на 10%, така, тоа веќе тогаш е веќе некоја сосема друга перцепција во која што ќе што видиме дали ќе ги сведеме во вакви услови што ќе направи владата да ја сведе и што ќе направи ДКСК и ДЗР за да се сведат на некоја прифатливо, бидејќи секаде има корупцијата, да не се лажеме, и во најразвиените демократски општества, значи ја има корупцијата, но она што го збориме тука треба да биде прифатливо, но како ќе се бориме во остатокот од емисијата, останете сега е време за рекламите. Во студиово се Максим Мацевски, Државен завод за ревизија, Билјана Ивановска, Државна комисија за борба против корупцијата и Љупчо Николовски, вице-премиер задолжен за борба против корупцијата. Да, тоа е тоа, темата е корупцијата во државава и како да се намали, односно да се сведе на некои прифатливи мерки, односно да не дојде она што ние знаеме дека ја има насекаде. Да продолжиме со она кој што застанавме, зборувавме за најактуелниот случај во јавноста, но доаѓаме до онаа есенцијата, а тоа е како да се намали корупцијата, бидејќи во извештајот на Европската комисија што беше објавен пред некој ден, во секое поглавје, буквално во секое поглавје стои борба против корупцијата. Значи, нема каде што не беше спомнато дека борба против корупцијата е една од основните работи што треба да се заврши како домашна работа до почеток и после почетокот на преговорите. Ќе почнеме првин со господинот Николовски. Кој е вашиот план како да се делува? Значи, ова е таложен проблем 30 години. Значи, тука се инволвирани и граѓаните, и компаниите, и представниците на државната власт, односно на јавната администрација. Значи, сите се во оваа грне ставени и сите имаат некој интерес. Како ќе успеете да влезете она што се вика со клизечи и да почнете да ја рачистувате работата? Добро, јас овој месец имав, како што каже претседателката и директорот, имавме со сите поединечни средби, ја скенеравме состојбата и пак ќе кажам, добро е што после 30 години или 3 децении, првен ова земја доби имотен лист. Значи ние не може да збориме за борба против корупција или за не знам какви инвестиции, кога ние имавме многу покрупни проблеми од кои што зависеше опстанокот на државата. И имавме еден режим кој што ја ги сруши сите институции. И сега ние почнуваме од минусно салдо да работиме нешто што требале некои други генерации да го прават. За 2 години влеговме во НАТО, ги решивме сите крупни проблеми, добивме одлука за почеток на преговори со Европската унија и добро е што денеска во сите извештаи збориме за борба против корупција и приоритетите и она што ни се поставува како таргет и бенчмаркови се сега токму овие теми кои што се значени за граѓаните, за да ја вратиме вербата во системот, за да постои ред, дисциплина, за да постои правда на сите, во сите области. Не е тоа нешто што е само судството, туку да ги доведеме во ред работите и да профункционираат институциите. Затоа беше потребата од една координативна улога во овој период, која што сега се воспоставува, и за која што не можеме од сега да кажеме дека ние преку ноќ ќе влеземе и што ќе правиме. Тоа никој не го, али мора да се почне некаде. Сме сериозни и одговорни и сме се нафатиле со одредени работи кои што ги имаме како приоритетни, што треба да ги завршиме за одреден период. Кажав, нешто што е дозволено да се напласти, да се создадат огромни проблеми, да се сруши довербата на граѓаните во системот и институциите, како што кажа директорот, не само институциите, не само приватниот сектор, и граѓаните се дел од алката која што, и тоа ќе го зборам постојано, граѓаните исто така наоѓаат начин како да си завршат некоја работа, надвор од постапките, процедурите, за тоа што ги мачи, им создава проблем и главоболки, она одење и чекање по ходници и недовербата дека ако пријават, ако кажат јавно дека нешто ќе се слушне. Да, сега бескрупулозно, неселективно, растеретено како генерација. И јас како еден од одговорните сме се нафатиле во овој период да го одработиме тоа, да го воспоставиме тој систем кој што не функционирал во целиот овој период. И затоа сметам дека ако
започнете да го читате извештајот, токму тоа го нотира. Ја поздравува сеопфатноста и пристапот нов кој што го имаме во делот на борбата против корупцијата. Покрај поединечното нотирање на случај на Државната комисија, на останатите институции, напредокот кој што го имаме, се поздравува една сеопфатност, но се поставуваат и некои нови барања или очекувања, финансиски истраги, конфискација на имот. Многу следни предизвици со кој што треба да се сочиме. Но да имаме еден податок ќе ви дадам. Не може ние во земја во која што институциите не се поврзани меѓу себе. Јас држав неколку координации со министерот за внатрешни, за правда, директорите на финансиска полиција, разузнавање, царина и УЈП. И ние сега од кај тргаме во овој период? Од неповрзаноста на самите институции за размена на податоци и работа токму на нова тематика која што треба да даде ефикасност, која треба да даде конкретни разрешници и враќање на вербата кај граѓаните. Така да, многу работа не очекува, многу цели се поставени пред нас и верувам дека со многу мотивирано, со многу енергија, со многу честност пред се, со многу искреност и работа ќе покажеме резултати и лека по лека ќе ја враќаме до вербата на граѓаните која што целосно е изгубена. Имаме две алатки во овој момент кои што се функционални, што во извештајот на Европската комисија беа добро оценети, тоа е комисија, антикорупцијска комисија и Државниот завод за ревизија. Ајде сега да ги поставиме работите онака отворено, да, добро беше оценката за ДКСК, но дали во реалноста вие можете добро да си работите работата и дали владата од другата страна ви ги исполнува вашите барања, бидејќи оноа што ние пишуваме цело време. Недоволни буџетски средства, подвработено, значи немате доволно човечки ресурси, немате дури и просторни ресурси. Дали добивате повратна информација дека ова ќе ви се реши? Каква е состојбата со функционирањето на ДКСК? Бидејќи, како што напомнав, во извештајот пофалби добивте, но дали тоа може на среден и на долг рок да биде одржливо со ваква екипираност и со олку пари? Значи, овие резултати што се ги препознала Европската комисија во својот извештај, ние сме ги направиле со ниту едно пенкало повеќе од она што го имавме на 8 февруар 2019 година, кога дојдовме во таа институција. Ако ги земеме предходните извештаи, исто така нотирани од Европската комисија, можеме да го видиме трендот кај сме биле, а кај сме сега. Со истите човечки ресурси, меѓутоа со еден малку поинаков пристап и со една малку поразлична волја. На прашањето како понатаму и дали можеме ние вака да обстоиме, не можеме да обстоиме вака, заради тоа што премногу се очекува од нас, заради тоа што членот 17 во нашиот закон е преобемен. Не се жалиме дека не треба да го вршиме тоа, него се жалиме дека немаме соодветни ресурси да ги извршиме сите тие надлежности, 20 и кусур наредени во тој член 17, каде што се дефинирани надлежностите на комисијата. Од тие причини и уште од самото конституирање на комисијата започнавме, да речам, во еден поход по барање на простор, по барање на средства за тој фамозен софтвер, по барање на начин како да дојдеме до нови вработувања. Значи, ние во споредба со 8 февруар 2019 имаме само едно вработување, плюс сега имавме две, едната колешка си замина, поради лични причини, значи имаме само едно вработување плюс. Бевме многу негативно изненадени кога пред некој ден добивме писмо од Министерството за финансии, кое што ни вели дека не ни дава согласност за планот за вработување за наредна година. Па ајде дополнителна енергија и до разбирање и така натаму, дали е тоа... Колку нови вработувања барате, да ме прашам? Ние бараме 17 нови вработувања, бидејќи, знаете како, со функционалната анализа што ја направивме и со првата верзија на систематизацијата ја димензиониравме работата на комисијата спрема надлежностите и предвидовме 117 работни места. Меѓутоа, со постојниот закон за административни службеници не е можно толкаво предимензионирање при имање на 24 вработени. Значи, ние не можеме сега
располагаме со 24, се наеднаш 100 да се прави. Затоа новата систематизација е димензионирана некаде на околу 60 вработени. И ние пресметавме дека добре е 17 да се вработат на клучни позиции, а и од една причина и од друга причина да можат овие постојни вработени да ги абсорбираат и да ги обучат новите вработени што ќе дојдат. Оти не е само и да се вработат луѓе. Меѓутоа, она што е клучно, клучно е да се обезбедат средства за софтверот, затоа што тој ќе ни ја олесни работата и самиот вице-премиер кажа дека дигитализацијата е неопходна и за поврзување со други институции. Токму тој софтвер нас ќе ни овозможи членот 17 да се изреализира и да бидеме поврзани со сите тие 17 институции. Софтверот е башка муабет и башка парие, значи не ви даваат вработување за 17 нови вработени. Наводно испративме Ќе ново прашам, ќе ни барање, одговори вице-премиерот што планира. Само да го слушнеме сега и првиот човек на Државниот завод за ревизија, и вие не сте во сјајна позиција во поглед на бројот на вработени. Рековте 1200-1300 државни институции, 60 ревизии максимум, тоа е 20 и кусур години за да дојде во редовна постапка да се врати ревизијата во една иста институција. Колку ревизори имате и како функционирате вие? Дали воопшто можете да одговорите на предизвиците што се поставени пред вас, а тоа е буквално контрола на владата и на сите владини и општински тела? Вака, вкупниот број на вработени во Државниот завод за ревизија 88, вклучувајќи мене и заменикот 90 вработени, што ако земеме во 2010 година бројот на вработени изнесол 120. За оваа состојба е запознат и премиерот, запознат и подпредседателот во кој што разговаравме и чувствувам дека имаме партнер во кој што очекувам за разлика од Министерството за финансии кој што не е САП како исти субјекти како друг буџетски корисник како и Државната комисија за спречување на корупција и она што сакам да го пратам како порака до Министерството за финансии сите други надлежни институции кои што имаат некоја улога во однос на давање одредени согласности за работењето на Државниот завод за ревизија или Државната комисија за спречување на корупција, вклучувајќи и управата за јавни приходи и царинската управа и така натаму, субјекти кои што се грижат за заштита на јавните средства или субјекти кои што допринесуваат да се внесуваат одредени средства во буџетот на државата, Министерството за финансии и другите надлежни органи треба да чувствуваат партнери, односно да не чувствуваат како партнери за соработка, а не како обични буџетски корисници во кои што анблок ќе ги однесе, ќе едноставно ќе каже не ви го одобруваме планот за вработување и така натаму. Таквиот пристап создава како да кажам, создава револт и кај менеджментот и кај вработените. Не можеме, ако јас со две ревизии, значи кога зборувам јас, мислам на Државниот завод за ревизија и вработените во Државниот завод за ревизија, ако со две ревизии за една година во буџетот на државата носат 11 милиона евра, не може да станува збор за 10 милиона денари Министерството за финансии да не може да го одобри. Меѓутоа јас сметам дека ќе имаме разбирање во владата и позицијата заменик претседател за борба против корупцијата ја чувствувам како позитивна состојба, бидејќи на тој начин имаме каде во суштина да се обратиме и да комуницираме за одредени состојби каде што досега сме ги констатирале. Што се случуваше во преходниот период? Сме утврдили одредени состојби, сме доставили конечен ревизорски извештај, владата донела заклучоци кои што можеби се на 5, на 6 и така натаму страни, по една година заклучувате дека од сите тие заклучоци ниту еден заклучок не е спроведен од надлежните органи. Затоа сега сметам дека ќе имаме соговорник во кој што јасно ќе ги адресираме нашите барања, јасно ќе ги адресираме препораките и мислам дека присутниот подпредседател јасно ќе знае каде треба да ги лоцира одговорностите и да се преземат соодветни мерки. Да, повелете. Само една реченица да додадам. Дотолку повеќе што овие две институции придонесуваат за заштита во буџетот. Спречувањето на корупцијата, значи ставање на корупцијата под контрола, тоа значи заштита во буџетот. Во оние земји каде што тоа е остварено, имаме и по 8% заштеди во буџетот на институцијата. А доколку ја ставиме корупцијата, ќе каже Максими за ревизиите, веќе кажува, доколку ја ставиме корупцијата, тоа значи подобра конкуренција, повеќе пари во буџетот, подобри јавни набавки, подобри значи ние придонесуваме за заштеди во буџетот, даваме анализи за непродуктивни трошоци.
ете уште еден начин и алатка како да се заштеди во буџетот и да се алоцираат средствата онаму каде што се потребни. Сега доаѓаме до вице-премиерот. Ова се сериозни проблеми. Ништо преку ноќ не е решено, но и вработувањата може да се дозволат. На крајот од денот кога ќе видиме што се има вработување во оваа држава и за кои намени, па имаме дури и 44 лица што работат, а 1400 не зимаат плата, односно не одат на работа, а зимаат плата. 17 или уште 40 во ДЗР вработување да биде според систематизација 120, 130 колку треба да бидат, не е многу. Бидејќи заштедите ќе бидат поголеми за буџетот. Зошто да бидат одбиени барањата за вработување од страна на министерот за финансии и од владата на крај и да не им се излезе во престрет? Зошто одеднаш има отпор кон се во ова? Вака не е точно дека нешто се одбива. Ако се одбиени барањата или плановите на ДЗР или на ДКСК, одбиени се на сите други, на сите министерства. Значи некои работи стручните служби на Министерството за финансии, да појаснам вака, затоа што на крај и нивните барања и на сите нас се слеваат кај неколку луѓе кои што треба да седнат да разговарат со министерот за финансии. И се тоа е согласно закон, согласно постапки, согласно буџетот, согласно она што се очекува од 2021. Меѓутоа, знаат и они дека тука сме постојано да ги коригираме и да ги решаваме. И не само за овие две институции, за најголем дел се одбиени последните барања кои што сега се поднесени од самите институции. Мислам дека не е тоа тема, покрупна е темата, дајте ние ќе работиме, ќе јакнеме институциите или не. Државната комисија за спречување на корупција во овој период, ќе каже претседателката дека имаше и 20 милиони буџет пред 2-3 години. Јас сум за крајно транспарентно, јавно и прецизно да не манипулираме со граѓаните. Сега има 55 милиони. И сега сме тука повторно пак за да ги решаваме проблемите, за да ги јакнеме институциите. И ние сме Со толку почна годината, меѓутоа со ковидот, а не се толку. Ние меѓутоа во овој, односно несогласноста, сепак министерот ја подпишал. Тоа беше она болното, бидејќи токму на него му ги предочивме сите наши потреби, а ние ги имаме три потреби. Постојано тие три приоритети ги истакнуваме. Значи, јас сите трошоци сум ги свела на минимум. Апсолутно на минимум. Значи, ние ништо не користиме, никакви привилегии, нити репрезентација, нити службени возила, ништо. Значи, ми требаат пари за вработување, ми требаат пари за софтвер, ми требаат пари за реконструкција, бидејќи новите простори не може да се купат поради ковидот. Апсолутно, тоа сакав да кажам. Значи, затоа ја бев прв кој што збори овие 2 месеци за спојување на институции. Зошто никој не го збореше пред 2021 година? Меѓутоа, не може да очекуваме ние резултатите дека заради тоа што 3 генерации не направиле ништо и сега мислиме дека преку ноќ ќе се направи. Јавното обвинителство, државниот јавен обвинител ми кажува една информација дека има еден информатичар у цела зграда. И ние сега очекуваме дека ќе има, дека ќе се дигитализираме и дека ќе има целосна комуникација, координација или поврзаност на самите институции. Значи, мојата целосна поддршка ќе имат особено регулаторните и независни тела. Тоа сакам да го кажам и тоа да сме на чисто. Координативната улога. Тоа е чисто она. Ама сега ќе збориме као да сме 5 години овде, па немало резултат, или сега збориме као 20 дена. За брзување на процедурите. Значи, две институции имате две алатки кои што даваат резултати. Затоа и денес имаат алка со кого да разговараат и како полесно да имаме комуникација и координација, особено представници и оние кои што се начело на вакви регулаторни тела кои што точно може да во овој процес низ кој што поминува државата, буквално може да заштитат и средства, може да позитивно да влијаат на сите процеси и се неопходни и заслужуваат целата поддршка од делот на капацитет на сето она што треба да се срамота што збориме ние сега за просторни услови или за софтвер за неповрзаност на државната комисија. Веќе во законот пишува дека ние не смееме функционерите да поднесуваме хартиени анкетни листови, туку значи ние сега сите незаконски работиме. И комисијата и ние. Не смееме, еве по закон да поднесуваме како може да се толерира? Ова е апсурд. Има многу работи отворени, но да подлечам апсолутна целосна поддршка на сето она што сме скенирале на поединечни состаноци и средби. Бев едно 3 сати можеби во државната комисија со главниот државен ревизор, навистина длабински разговаравме и ние сега овие работи мора да ги решаваме. Дали се со човечки, мора да скратиме на институции
институции кои што се буквално непродуктивни. Ја кажав, ја набројав низа на институции кои што на буквално брифингот, што таму треба да кажавте скратиме, дека треба- ама да ги јакнеме капацитетите овде во овие институции. И да го јакнеме и статусот. Денеска на влада разговаравме уште една битна работа што сакам да ја кажам. Ја спомнавте вие дека премиерот овде тоа го има кажано, она што го очекуваме 1 милиарда евра ИПА средства. Ние сега анализираме колку ние имаме неискористеност на ИПА средства токму заради тоа што имаме кадри кои што се дел од ИПА структурите на министерства, на агенции, кои што треба да ги абсорбират средствата, меѓутоа кога ќе се обучат на соодветните позиции, заради платите и нивото си заминуваат. И ние имаме сериозен проблем со јакнење на капацитетите, но и покачувањето на платите и грижа за сите оние кои што навистина придонесуваат да имаме огромна или поголема зголемена абсорбција на Има средства. и решение и за тоа, но сакам господинот Ацевски да го прашам. Рековте, спомнавте, не го чепнавме тоа дека ќе излезе во јавноста дека неколку милиона евра не се е оштетен буџетот, односно не се уплатени парите. За кој случај станува збор? Може ли да ни кажете, да ни детали? Може, меѓутоа, пред да се осврнам на тоа, би сакал да кажам во делот на она што значи за состојбата во јавното обвинителство и за судството и во правобранителството. Државниот завод за ревизија во претходната година издаде 3 ревизорски извештаи кои што однесуваше на кадровските капацитети и ефикасноста на работењето на јавното обвинителство, на судската власт и на правобранителство, каде што ова што го спомена и подпредседателот на владата јасно и недвосмислено укажува каква е состојбата во јавното обвинителство. Ако јавното обвинителство вие немате, јавниот обвинител нема пристап на службен весник, ако нема пристап до интернет и така натаму, ако немате истражители, како очекувате да има резултати? Не можете да очекувате резултати. Втората работа исто така што сакам повторно ја отвори подпредседателот темата, значи битна алатка и битен проблем во понатамошниот период кој што ќе се среќава нашето општество и нашата држава и борбата за квалитетни човечки ресурси. Постојано човечките ресурси ќе бегаат од јавната администрација, имајќи во предвид дека постојано тие ќе се едуцираат, кога ќе дојде степено да го даде резултатот во јавниот сектор, тој ќе дојде во приватниот сектор, бидејќи приватниот сектор ќе оплати повеќе. За сето ова што зборуваме, ако погледнете извештајот од Европската комисија, ако го погледнете извештајот од Греко, постојано се зборува за системот за внатрешна контрола, за системот на внатрешна ревизија, за системот на работата на државната комисија, за работата на државниот завод за ревизија и така натаму, тоа јасно укажува дека ние како држава постојано треба да вложуваме во човечките ресурси, но во исто време да се грижиме да ги задржиме тие човечки ресурси. Како може да ги задржиме? Со соодветно наградување и соодветен систем на плат. Ние час поскоро треба да направиме реформа на платниот систем, односно на реформа на платата во јавниот сектор. Не може, јас често пати, проштевете, дозволете само, често пати зборувам, не може административен службеник во градот Скопје, раководител на сектор и раководител во општина Пласница, нека ми проштеваат, не сакам да потценам никој. Меѓутоа, раководителот на сектор во градот Скопје и раководителот на сектор во Пласница да имаат иста плата. Тоа е недозволиво. Така, различни пари менаџираат, различни пари, ако така. има учинокот кој во однос на она што значи ревизија за која што прашувавте. Се работи за ревизија на ефикасност на водното право и наплата на доместоците. Државниот завод за ревизија во текот на 2018 година репродуцираше ревизорски извештај во кој што констатира дека 4,7 милиона евра не се уплатени парични средства од јавните предпријатија на локално ниво во буџетот на државата. Владата на нашата држава донесе заклучоци некаде на 6 или 7 страни, каде што јасно изричито беа задолжени, вклучувајќи Министерството за животна средина, Министерството за финансии да преземат мерки за наплата на таквите средства. Анализирајќи ги состојбите, анализирајќи ги степенот на преземени мерки по дадените препораки во конечниот извештај, заклучивме дека оваа година треба да направиме ревизија на преземените мерки. Што се констатира? Дека таквата состојба уште повеќе се зголемува. Од 4,7 милиона евра се зголемува на 6,5 милиона евра. Не се уплатени пари, собрани од граѓаните, платени, буџетот оштетен за 6,5 милиона Конкретно, евра. например, тоа се пресметани, а не уплатени парични средства, а наплатени и неуплатени се 3 милиона.
3 милиона евра се доста парични средства кои што треба да бидат уплатени во буџетот на држава. А има одлука на владата дека мора да ги уплатат. Има закон, не Закон одлука на влада. донесено Има е закон. заклучок. Има закон, нема тука одлука. Добро, закон кај нас е растеглива категорија, но има владата видете, запознаена. ако зборуваме за владење на правото, не Така може е. да зборуваме дали е растегливо или не е растегливо. Се применува или не се применува. Или се Така е, применува кај или нас- не се применува. Ова повторно збориме за некој долг процес, значи Апсолутно. за повеќе години. Апсолутно. Значи, процес кој што се напластува со години. И ние повторно го отвараме тој процес. Навистина ми е драго што имаме соговорник кој што Господине Николовски, само да довршам. повелете. Значи, ова е навистина предмет во кој што треба да се разгледува понатаму. Овие состојби ќе бидат доставени и до Министерство за внатрешни работи, и до Државната комисија за спречување на корупција и финансиска полиција и до јавното обвинителство. Не можеме, ние имаме јавно предпријатие кое што има скоро 200 милиона неуплатени парични средства, а наплатени. Не може државата да биде да не се однесува заинтересирано за да се иземе парите од јавните предпријатија на локално ниво. Па ќе побара и одговорност и од градоначалниците. Втора прашање исто така која што често пати се спомнува тука. Загубата на водата. Тоа е природен ресурс кој што во иднина ќе се бара многу повеќе од тоа што денеска го имаме. А ние имаме 70% загуба во водоснабдителните системи. 70% значи помалку приходи на јавното предпријатие, помалку ДДВ искажано за државата и помалку искажан надоместок за државата. Ние не сме толку многу богати за да може да имаме се расфрламе. 70% загуба на водата во Така, а не ги водоснабдителните системи. уплаќаат парите во државен буџет, како ќе ги натерате, пред да одиме на вториот сет реклами, мора да ви го поставам прашањето, како ќе ги натерате институциите, значи на локално и на централно ниво, да го почитуваат законот? Евидентно не почитуваат закон. Значи, пропишено е со закон, не уплаќаат со години пари, што граѓаните ги платиле. Значи, се платени и некој си ги задржува на своја сметка и веројатно се и употребени за потреби на општините во овој случај. Како ќе ги натерате да почитуваат закон? Значи, овде станува збор за случај за кој што ние не знаеме, значи но потенцираме дека се отвараат од општеството работи кои што тлееле со години или со децени. И тоа е добро за да ги отвориме, за да јавноста реагира и за да го трансформираме целокупното општество. Впрочем, последната работа што ја споменавме, ние имаме толку неискористени ресурси и се однесуваме неодговорно, а тоа е нашиот капитал и тоа е нештото на кое што оваа земја и овие генерации треба и да го сочуваме и да се потпреме. Следна е темата за институциите. Кажав, големите работи се реши. Нема сега ЕУ, нема НАТО, трасиран е патот, знаеме каде одиме. Отварањето на поглавијата ќе ги трансформира и институциите, но се надевам и очекувам дека ќе ги трансформира и навиките и начинот на размислување на нашите граѓани. Така да сите работи одат во еден исправец и ние сега сме на почетокот на тој процес и на отварањето на поглавијата и на очекувањето на првата интервладина конференција. Очекуваме дали ќе успее. Конечно дојдовме до тој момент кога узурпираните институции кои што системски биле рушени со години, навистина сега ќе влезат во еден процес на реорганизација, на трансформација и на целосен сервис кон граѓаните. Само едно подпрашање. Кога можеме некоја временска рамка за првите ефекти од вашето работење како вице-премиер? Значи, тоа е долг, ова не е спринт, ова е маратон, вашето работење треба да биде, но првите опипливи резултати, 2 години, 4 години на крајот од мандатот, да се постават институциите. Зависи за што збориме. Еве сега збориме за прва координативна улога која што ја гледам и јас и премиерот колку фалела на ниво на влада, да бидат мрежени сите институции, веднаш да дава бидат резултати. Првата работа за која што се нафаќам покрај редовното она што е тековно целосна поддршка на институциите кои што треба први да се борат против корупцијата, а до сега можеби немале партнери или имале слаба комуникација. Првата работа е поврзаноста и интероперабилноста на самите институции. Кога можеме временска мора да ги рамка? скратиме. Веќе започнуваме со тој процес и веќе работиме. Втората работа, веќе го формирав тимот кој што со одлука на влада ќе работи на кратење на сите дискрециони права, бенефиции, привилегии кои што ги имаат функционерите. Тоа е една тема со која што со директорката разговаравме и со
во рамки со транспаренси во рамки на нивниот проект. Значи имаме огромен фронт на работи и веќе започнавме на 30 декември, ние ќе го промовираме 100 дена имаме за ова работа со дискреционите права. Трета работа е унифицирање на целокупното законодавство на легислативата во делот на користењето, односно на непродуктивните трошења, на службените картици, на колите, на сите бенефиции кои што ги имаат разни функционери во државата, а кои што како ресурси, ако ги скратиме, и се однесуваме европски, навистина може да заштедиме и пари и ресурси кои што ќе се насочат да бидат сервис на граѓаните. Многу други работи кои што се дел од нашите приоритети на мојот кабинет, верувам дека ќе бидат видливи веднаш и во првите 100 дена. Меѓутоа, овде збориме и за системска промена на самиот начин на функционирање. На емисијата како, значи ќе дадеме финален одговор како да се подобри борбата против корупцијата и да се намали корупцијата, но да ги погледнеме вториот сет реклами. Да, во студиово се представникот, односно првиот човек на Државниот завод за ревизија Максим Ацевски, првата дама на Државната комисија за борба против корупцијата Билјана Ивановска и вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Лјупчо Николовски. Значи темата е корупцијата, борбата против корупцијата, тоа ќе биде еден од главните предизвици што ќе го имаме во следниот период, посебно ако дојде до отварање на поглавијата со Европската унија, бидејќи Европската унија очекува од нас сериозен напредок во борбата против корупцијата. Ајде да почнеме со оноа што останува како најотворено прашање во моментов, што треба да се направи да почнеме сериозна борба со корупцијата, односно како, значи кои се тие поидовни точки за да можеме да ја зауздаме оваа корупција. Овој пат прва ќе зборува господјата Билјана Ивановска. Па јас себе вака ќе почнам. Значи, согласно нашиот закон, ние направивме анализа на ризици за борба против корупција и изготвивме национална стратегија. Во таа национална стратегија се токму алоцирани одговорите на вашите прашања, па дури има и временски период. Кога и како ќе се заврши. Стратегијата е заглавена во собрание. Стратегијата е во собрание, да речеме заглавена поради тоа што немаше функционално собрание и така натаму. Се надевам дека во брзо време, барем до крајот на годината, ќе успее собранието да ја усвои. Она што е многу битно во стратегијата, ставени се и факторите на корупција. Неказнивоста како еден од основните фактори, која прашавте вие како сега ние со овие јавни предпријатија што не уплатили и така натаму. Значи, во прашање е закон, во прашање е непочитување на закон, значи треба тоа да се казни на соодветен начин. Друго што сакам да кажам, во стратегијата се лоцирани областите и секторите. Областите се област огромна, вработување. Веќе изработена е анализа со сите ранливи точки, знае вице-премиерот, добро што еве веќе постапува и понатаму претпоставувам дека тоа ќе се среди. Тоа е едната област. Втората област – јавните набавки. Значи, и тие се алоцирани како област и кажани се начини како тоа да се амортизира, односно да се тие ризични точки да се стават под контрола. Утврдени се сите ризични сектори, највисоките ризични сектори, нели, врз основа на таа анализа и кажане како треба се постапува. Само со системски пристап, ова значи системски пристап, значи како да делуваме системски, со подигање на свеста на граѓаните, со подигање на совеста на функционерите, со ставање на личниот интерес скрос на крај. Значи, ако служиме на јавноста, ако служиме на народот, тогаш личниот интерес треба да се подзабореви. Треба да се гради имидж на функционер кој што ќе биде во функција на народот. Мислам дека тоа на некој начин ќе придонесе за борба против корупцијата. Значи, во нашиот закон е дефинирана, неколку пати спомнавте и приватниот и јавниот сектор, во нашиот закон е дефинирана активна и пасивна корупција на оној што дава и на оној што прима. Ние што треба да направиме? Треба да го јакнеме јавниот сектор да биде имун на оние што нудат, да биде отпорен на тие што нудат. Значи, превенцијата, нашата улога треба токму да се насочи во таа насока. Господине Ацевски, спомнавте извештаи ревизорски кај што никој не постапува, едноставно
но со милиони евра, значи се провлекува тоа со години и никој не е заинтересиран. Како да дојдеме во позиција извештаите на ДЗР да бидат земени како репер за акција и да не ни се повторуваат првин такви лоши работи и да биде борбата успешна? Што треба да се направи? Значи, како? Видете, за борбата против корупција не е потребно само заложбата на владата или одреден сет на надлежни органи и ќе кажеме дека сме успешни во борбата против корупцијата. Во суштина целото општество треба да биде подготвено и да има позитивен пристап во превенцијата за корупцијата. Очекувам во наредниот период да има разбирање за сите надлежни органи кои што треба да постапуваат по ревизорските извештаи. Меѓутоа, клучно е инвентивноста и на самите менаџери, на првите личности кои што ги водат одредени институции, но инвентивноста и на самите вработени во одредени институции. Ако немаме инвентивен пристап и ако немаме пристап кој е насочен кон превенција на корупцијата, нема да имаме никаков резултат. Еве, ќе ви презентирам, за да не биде сувопарно објаснувањето, еден пример. Согледувајќи ги насоќите од Светска банка, потребата од ревизија на одредени постапки во доделувањето на договорите за јавни набавки или доделувањето на помошта за спречување на справување со пандемијата COVID-19, Државниот завод за ревизија утврди 2 ревизии кои што ќе бидат вод направени, што е надвор од методологијата, меѓутоа во интерес на јавниот интерес и во интерес на надлежните органи. Кога зборуваме за доделување на договорите за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата, предизвикана од коронавирусот COVID-19, се поставуваат 2 клучни прашања. Дали надлежното Министерство за здравство утврдило јасни правила што ние како Државен завод за ревизија, што како Државна комисија за спречување на корупција, што како влада на Република Северна Македонија, што како Министерство за одбрана и така натаму, треба да набави одреден сет на заштитни материјали за заштита на вработените и со одреден квалитет и квантитет. Јас како државен ревизор, моите вработени не се медицински лица, за да знаат каква маска да набават, какви средства и така натаму. Втората работа, дали инвентивноста на одредени надлежни институции и органи би иницирале наместо поединечно. Јас да формирам комисија, председателката на комисијата да формира комисија, други надлежни органи да формираат комисии, се до тоа да се направи од едно централно тело кое што ќе ги набави за сите државни органи. Па ќе имаме заштита на човечки ресурси, заштита на средства, заштита и подобар квалитет на набавка на одредени средства кои што треба да ги заштитиме вработените. И вие ќе може подобро да ги контролирате дали тоа е направено како што треба и со Апсолутно. А вака погледнете, немате ресурси доволно тоа да го направите ако повеќе комисии го прават и ги набавуваат. Видете, ние работиме врз база на избор на примерок. Ние апсолутно не можеме секогаш да кажеме дека 100% ќе ревидираме. Меѓутоа, ако сите тие набавки се вршат од едно централно тело, каде што има соодветни капацитети, каде што има соодветни вештини и знаења од областа, бидејќи се работи за медицински средства, очекуваме дека ќе имаме законско постапување, очекуваме дека ќе има заштита на средства, очекуваме дека ќе има соодветен квалитет, односно соодветна вредност за дадените пари. Вака има ризици дека во одредени институции ќе се набави она што не е квалитетно или она што воопшто луѓето не знаат што треба да набават. Сакав уште еднаш да кажам дека во суштина клучно прашање колку ние како носители на одредени јавни функции, колку ние како вработени во јавниот сектор сакаме да бидеме инвентивни и сакаме да правиме превенција во областа на корупцијата. Само еден пример. Во извештајот од Европската комисија ќе забележите дека во одредени моменти се правеле делење на набавките. Јас мислам поинаку. Понекогаш делењето на јавните набавки обезбедува и поголема конкуренција и намалување на цените, односно заштита на средствата. Лично во мојот конкретен пример, во мојата институција, од планирани 260.000 за набавка на одредени средства за заштита, со делењето на набавките заштедивме 130.000 денари за една набавка. Значи, понекогаш давањето можност и на помалите играчи ги сврлате големите монополски корпорации кои што во суштина диктираат одредени цени кои што не се прифатливи за државниот сектор. Така.
Последно до вас забелешки, односно препораки, мислење на господина Тацевски и Ивановска што да се направи. Гледаме дека ќе треба да се вбризга енергија и идеја во системот дека мора да се бори против корупцијата. Вие сте тој човек што е поставен во владата, што треба да биде онаа личноста која што ќе го ја вбризга таа идеја и ќе ги натера луѓето да размислуваат дека мора да се борат против корупцијата. Имате ли дефиниран план како тоа да го направите? Значи, и се чувствувате ли доволно моќен со оглед на тоа дека е политичка владата, коалициони партнери, секој со своји интереси, па внатре-партиски интереси секој има и во самата партија, дека ќе можете да истерате агендата борба против корупцијата? Како што и претходно нотиравме, никоја земја ниту некогаш почнала и завршила со оваа битка и со оваа борба, ниту има општество во кое што целосно е откорената корупцијата и организираниот криминал или сите овие злоупотреби. Меѓутоа, наша света обврска на оние кои што граѓаните ги гласале, оние кои што сме излегле на избори со соодветна платформа, со чест и одговорност, да ја бараме поддршката за плата да одработиме, и денеска ја практицираме одговорноста да на основа на сето на што го збориме. Ја добив одлични идеи од претседателката на Државната комисија за антикорупција, од главниот државен ревизор, како што нели го нарекуваме, за материјали и информации кои што досега воопшто не биле користени. Ја не се сеќавам или не паметам или не најдов податок да некој функционер е разрешен на база на ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија. А ако отворите еден куп или било кој по случајност, ќе видите дека ниту се реализирани препораките, обврските, она што има обврска на раководните структури во рок од 3, во рок од 6 месеци да го направат, да го прават, но и таму се констатирани голем број на злоупотреби. Но ги гледаме сите слабости, ги констатиравме сите слабости во системот, неповрзаноста, неискоординираноста. Тука ќе бидам лично во целиот период помогнам, бидам од помош, не да формираме паралелен систем воопшто. Автономноста на институциите во извршната власт, но и цврстите регулаторни тела треба да се јакнат, ќе ја добијат целокупната поддршка на чесен и одговорен начин, со многу храброст и енергија да одработиме сите заедно, би рекол и од сите политички структури, оваа генерација на луѓе кои што сакат да остават некој белег да промениме нешто во општеството. Тешка задача имаме, многу превентива, многу едукација, многу навики на граѓаните треба да промениме. Ја кажав и набројав еден куп пример. Ја нема да бегам од таа работа во она што во реалност ни се случува. Отидете на било кој граничен премин, ќе видите дека шпедитерите купуваат сендвичи и ручек на цариници. И многу такви случаи. Не треба да бегаме од тоа. Треба да направиме се за да ги промениме навиките низ целиот систем кој што треба да го воспоставиме, да го градиме. А тоа нема да е лесно, меѓутоа верувам дека граѓаните дека ќе препознаат барем дел од тие резултати. Јас сакам само една работа да кажам. Во извештајот од Европската комисија стои дека се очекува соодветен исход од извештаите и препораките на комисијата. Имено до владата, знае вице-премиерот, него му кажавме, значи се пратени 3 иницијативи за одговорност на функционери на високи позиции. За сите 3 добивме одговори дека не е утврдена одговорност, односно дека не постои судир на интереси, но владата имаше свои мислења околу тоа. Да, владата имаше свои мислења или па Последното кажува дека се упатува на постапување на надлежна институција, всушност е владата таа институција која што треба да ја утврди одговорноста на лицето. Ме разбирате? Значи треба ајде по нашите препораки ако се постапи доволно е. По ревизорските извештаи уште повеќе. Ревизии на успешност кажуваат системски слабости, значи поле за работа колку сакате. Јас само замолувам да работиме и тоа граѓаните го очекуваат. Многу непристрасно, без никакви тенденции. Ја гледам во многу случаи, на многу постапки, една силна тенденција на лоби групи, на интереси и слично. И ќе бидам првиот кој што ќе се спротистави на било која институција, ама за да го зачуваме дигнитетот на граѓаните, честноста и одговорност. Во секој еден случај. А кажувам, препознавам дека не сите сме спремни да најчестно, најодговорно одработиме и да не гледаме кој е, чиф е и каков. Јас сум дете на работничко семејство, не сум бил ништо и сум дојден овде и ќе ја одработам мојата работа честно за плата така како што знам. И верувам дека тоа ќе даде резултати. И очекувам сите институции кои што ги градиме дека во тој правец и на тој начин една за секогаш ќе почнеме да работиме.
Истекува времето, само уште на крај морам да ви го поставам прашањето. На вистина ќе постапите ако има ДЗР извештај против некој ваш колега во министерство, лош извештај дека направил материјална повреда или нешто, дали ќе побарате одговорност од него или ќе донесете мислење, на пример, дека не е тоа така, ќе го разгледате. Или од ДКСК мислење. Значи, изборуваме за волја да се истрае, да се покаже на највисоко ниво дека може да се делува. Дали ќе имате политичка храброст тоа да го направите? Апсолутно, и да подсетам, заради тоа што можеби некој заборавиле. 11 години ништо не ги менуваше ВМРО-вските функционери кои што беа нагрбени со криминал. И никој не смееше вака на емисија да искочи и да збори. Значи никој. И ние општеството го отворивме. И ние многу работи и многу одлуки се донесени и не е точно дека ништо не е направено. Напротив, дека ништо. Зборуваме за не, затоа барам дека ништо не е најчесно ако на некој му е дадена независната улога, таа до крај да ја одработиме, па како знаеме, како умееме со целиот наш капацитет. Ние сме дали многу примери во овој период и уште многу тука сме да следиме како ќе треба да реагирате. бидеме сите во делот на барањето на политичка одговорност и на Во 2015 што стоело во извештајот на Европската комисија за ДКСК, вика недостаток на волја на членовите на комисијата за борба против корупција на проактивен, независен и селективен начин да постапуваат. Во 2016 вика да се разгледа статусот и составот на ДКСК за да биде потранспарентна, да биде независна од политичките партии. Значи постоела, вика, недостасува функционална независност. Биле поврзани со партијата на власт. Со сите исти ресурси, зборам за секретаријатот и поддршката на комисијата, во 2020 вика ДКСК е особено проактивна во превенција на корупција и отварање на голем број предмети. Затоа што имало политичка волја да се избере комисија, тела кои што и за сега, за средни, за многу други се дискутира. Велат, да, треба по примерот на како се бираше државната комисија. Меѓутоа, кога се има политичка волја да навистина луѓе со капацитет, со кредибилитет и со интегритет се нафатат. Интегритетот е најбитната работа во целиот овој процес кој што ние збориме. И верувам дека ќе јакнат сите институции и дека ќе имаме не само позитивни извештаи, него многу брзо ќе ги возиме преговорите со Европската унија, ќе ги користиме. Ќе видиме како ќе биде. Ние сме тука новинарите, будно да следиме како што следевме 11 години и во времето на ВМРО ДПМН, каде што бевме отворени жестоки критичари, а продолживме и после 2017 да ја критикуваме и актуелната власт, бидејќи тоа не е работата. Така е, ние сме тука, значи не сме ќутеле 11 години, а изборуваме и тогаш и сега. Добро, тоа не мора дистинкција да се направи кој е кој. Така, ви благодарам многу што бевте дел од Економски магазин. Се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Се надевам дека одговоривме на некои прашања. Само ви напоменувам дека темава е исклучително важна. Ова беше малце на повисоко ниво, односно за повисока корупција. Знаете дека корупција и ако некој ви побара услуга за да ви даде нешто, да ви овозможи нешто, ако таксистот мора да однесе сендвич или пијалак на полицајецот за да биде пуштен. Значи ако отидете во катастар и ве замолат нешто да направите за да ви ја забрзаат процедурата, и тоа е корупција, не е изразена само во пари. Затоа следете ја, јавувајте, пријавувајте, бидејќи тоа е многу важно прашање за сите нас. Ви благодарам што не гледавте, останете со вестите на Алсат на македонски јазик, се гледаме за 7 дена, веројатно ќе зборуваме за ребалансот на буџетот, бидејќи влегува во собраниска процедура. Секој добро, довидување.